По повод 21 март, денот на пролетта и денот на екологијата, учениците од основното училиште Добре Јовановски од Прилеп заедно со наставниот кадар го уредуваа задниот дел од дворот на училиштето и засадија дрва од типот даб, туа и стеблести руж. Овој дел од дворот за прв пат се уредува после скоро 70 години постоење на училиштето. Дел е хортикултурно уреден, дел со бехатон патеки, а дел пак ќе се користи како паркинг простор за потребите на училиштето. Дворот во предниот дел на школото беше уреден минатата година токму за овој ден. Организиравме како и претходната година, така и оваа година засадување на дрвца во нашиот двор, во задниот дел од дворот, каде што се изврши партерно уредување после приближно 70 години од формирањето на основното општинско училиште Добре Јовановски и со таа цел да ги засадиме, да ни раснат дрвцата како што ќе ни раснат и децата во училиштето. Исто така и предниот дел од дворот имаше засадување на дрвца, меѓутоа тој беше покриен, имавме еколошка акција предходната година на 21 март, беше посејан со трева, ја обезбедивме и предходната година садници и беше оран од страна на наставниците, на колегите и беше сеен исто така од страна на сите колеги, наставници, техничка служба, стручна служба и предниот дел од дворот е веќе среден, чекаме да не плени со неговата убавина кога со самото доаѓање на пролетта. Председателот на Советот на општина Прилеп Дејан Продановски истакна дека советниците од градот подготвувале нова пролетна акција за пошумување, исто како минатата есен кога се пошумуваше во близина на депонијата Кејалинци. Како председател на Совет, знаете, по иницијатива на советниците на сите организиравме една ваква акција есента. Сега се работи, се припрема за уште една ваква, уште поголема акција за шумување на околината на Прилеп. Еве овде се денеска во основното училиште Добре Јовановски, символично учениците, заедно со помош на наставниот кадар, го одбележаа денот на природата, го разубавија својот двор, но позначајно е од оваа символика е тоа што младите луѓе ги учиме на она како треба да се одржува, да се негува и да се чува природата во која што живееме. Од основното училиште Добре Јовановски најавија дека наредно ќе имале голема акција за внатрешно уредување на училиштето.